Разговарам со мојата денешна соговорничка Изабела Јакимова, актерка од Театар за тебе. Да слушнаме за премиерата, односно втората изведба, веќе премиерата помина, втора изведба, а прва во Скопје, Знаме и куфар дуодрама. Звучи многу интересно сега за сега, но ќе видиме на 8 мај кога ќе биде и изведбата во Скопје. За каква представа станува збор? Изабела Пан, така? Да. Најубаво сите така те знаат, барем децата, Изабела Пан. Здраво. Возрастните. Добро утро. Добро утро, Изабела, и возрастните, да. Повеќе ве знаат дечињата, бидејќи ги правите со Театар за тебе детските представи, но имате неколку и за возрастни, меѓу кои Знаме и куфар. Така, имаме 3 за возрастна публика. Најновата ни е Знаме и куфар, таа ни е таргетирана 18+, предходните се 16+, и беа наменети за средношколци и нагоре. Оваа е наменета за баш возрастна публика 18+, односно адолесценција нагоре. Втора изведба во Скопје ќе биде на 8 мај од 20 часот во културно-информативниот центар Салон 1919. И ги поканувам сите што сакаат да се смеат и да се забавуваат. Така, да, јас на почетокот малку сгрешив, кажав премиера, но премиерата помина, но прва изведба ќе биде во Скопје, односно втора на самата представа. Па добро, и не сгреши многу затоа што на премиера секогаш се нели наши повеќе, така да еве да речеме дека ова е премиера официјална за сите. Така, официјално за гледачите, односно оние кои што ќе дојдат да ја видат представата. Ќе ни откриеш нешто зашто станува збор во представата? Накратко споменавме дуодрама, што значи дека сте двајца на сцена. Така, двајца актери сме на сцена, јас и колегата Ненад Митевски. Ненад Митевски исто така е познат кај детската публика. Тој е вработен член на ансамблот на Театар за деца и младинци. Прв пат се појавува во Театар за тебе во улога на Петар, така му се вика ликот. Двајцата ја водиме представата, текстот е исто наш авторски, режијата исто така, продукцијата исто така е наша, проектот е поддржан од Министерство за култура и туризам и дел од изведбите беа поддржани исто така и од град Скопје. Се работи за комедија, прва комедија во Театар за тебе. Јас бев малце скептик за тој жанр, бидејќи некако ми е малку потежок од било што останато. Сметам дека е потешко да насмееш публиката отколку да расплачеш во ова наше време во кое што живееме. Но ете, може да дојдат сите и да видат дали сме направиле добра работа. Се работи за актуелна приказна, нешто што на сите ќе им биде познато. Она што ќе го откриеме дека се работи за дечко и девојка кои се пред вратите да се земат, но се случува нешто многу актуелно, а тоа се политички избори. Толку ќе ви откриам, па сега. Супер, доволно, а звучи веќе интересно. Со оглед на тоа што јас сум била на твои представи, одлично ја забавуваш публиката и верувам дека и сега ќе ја забавуваш, дека не е тоа некој предизвик за тебе. И со децата одлично ти оди, те обожаваат, знаеш и ти, а верувам дека сега и возрастните, бидејќи кажа 2-3 представи веќе имате направено за возрастни. Ова е една смешна, комична представа, ќе видиме на 8 така. Ова е прва представа во која играм јас, морам исто така да признам. Претходните 2 ги режирав и ги пишував, но ова е прва во која се појавувам како актер и анимацијата на возрастна публика ми е поголем предизвик отколку за деца, исто така морам да признам. Така. Да. На премиерата, како што спомена и ти, кои беа нели дел од вашата екипа, актерите, вашите луѓе, Така. како е оценија? Бидејќи спомена за прв пат се појавуваш како актер, потежок е предизвикот возрастните да се насмеат. Какви беа критиките, позитивни? Верувам. Морам да признам дека кога ги работам детските проекти, од прилика знам што можам да очекувам и секогаш очекувањата се тука некаде. За оваа представа не знаев. И момент пред премиерата ме фати некоја паника и бев како не знам што се случи, нека се случи, ако не е добра представата, само нема да ја играме и тоа е тоа. Но представата помина супер и во Скопје, помина одлично и во останатите градови каде што ја игравме. Имавме одличен фидбек од публика, позитивни критики. Имаше луѓе на кои тоа бе неколку критики каде што премногу ја препознале ситуацијата во која што живееме и она што на некој им беше комично, на некој им беше малце непријатно, но сепак театарот служи и за тоа. Не мора секогаш да ти направи да се чувствуваш комфортно во твоето седиште. Така да
Ако ги соберам сите критики, сите позитивни коментари, негативни коментари, мислам дека имаме завршено одлична работа. Супер. А сето тоа ќе го видат и нашите гледачи кои што не следат на 8 мај рековме. На 8 мај во салон 1919, тоа е поранешно Кочорацин работнички, така го знаат. Мислам дека по старата публика билети може да се купат на две онлайн платформи. Едната е Златен Зап, долгогодишен наш работник, и втората платформа е Тикс. Супер, тогаш да побрзаат да ги купат билетите и да уживаат во оваа представа и сите ние кои што ќе присуствуваме. Ни фали ли хумор, Изабела, зашто се одлучи за комична, односно за комедија, за таква представа? Ни недостига, верувам дека ни недостига да се насмееме малку. Јас мислам дека има разлика од комедија до комедија, има разлика од содржината која представуваме како комична, нели, сите содржини се различни. Ние се нафативме оваа година да работиме комедија, бидејќи е единствен жанр што не сме го опфатиле за возрастна публика. Мајка ми цело време ми збори, направете нешто смешно, аман веќе со тие плачки. Мама е крива. И па и некако овие неколку години работа видовме дека возрастната публика повеќе сака да доаѓа на комедија. Па сакавме да направиме спој помеѓу комично, а сепак да има поента и нешто да носи со себе, да не биде комедија без поента, ако ме разбирате. Да не биде само смешки си кажуваме, а тоа не води кон нигде. Туку направивме една приказна која што можеби неколку ќе го освести за нешто, ќе го натера да се размисли, да се препознае или пак само ќе му биде на некои моменти малку непријатно и тоа е успех за нас. Одлично звучи, повторно ќе кажам, на 8 мај ќе очекуваме сите ние да бидеме таму. 18 плюс без деца овој пат, само за возрастни. И само за крај, бидејќи некако актуелни стана и стендапите. Особено, да, во Скопје сум била јасна неколку стендапи, дали се планира, вашата екипа, дали планираш да направиш некој стендап? Јас имам веќе еден стендап кој го играв неколку пати, но морам да признам дека мене ми е тоа толку многу стрес. И одговорност. Огромен стрес ми е и така имам некоја мотивација од колегите да продолжам со тоа, ама додека јас не соберам храброст и не бидам присутна во тоа што го правам, мислам дека нема да продолжам со стендап. А до тогаш да останеме на комедијата, 8 мај се гледаме салон 1919. Изабела, се гледаме таму. Чао. Гледаме таму, фала ви на поканата и убав ден.